Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот се дружиме со Лара Ташковска, ликовен уметник, Ани Малинкова, пејачка и мејкап артистката Зорица Блажевска. Останете со нас до 11 часот. Леле, каква утка сме направиле сега. Веднаш уште на самиот почеток утката да ја коригираме. После утринските вести да ве поздравам уште еднаш, почитувани гледачи, и добро дојдовте назад нели во овој дел од Здраво Македонија, каде што сме веќе во студиото со нашите гостинки. Денеска сме фул женска екипа и ќе имаме одлична енергија за почеток на оваа работна недела. Она кој што го кажуваме со утката, веќе морам со средната гостинка која што е веќе во средината, која што ја јавивме, Зорица Блажевска или Зои Блаж. Ама Зои веќе не е Блажевска. И не сум била никогаш Блажевска, јас сум била Блажева. Леле, затоа викам, која утка сме направи? Како си сега? Сега сум Матијашич. Значи сега си Зорица Матијашич. Да. Ете, готово, јавно извинување за Зорица Матијашич, која што ни една од нашите гостники, ајде веќе почнавме со тебе, или Зои, јас така си те знам, Зои Блаж, и мислам и сите на социјалните мрежи некако те знаат повеќе како Зои Блаж, и полесно ми е нели некако да се изговори тоа. Не сме се виделе многу одамна, добре дојде во Здраво Македонија. Добро најдов и ви благодарам на поканата. Многу ми е драго што после многу години сум тука кај вас и стварно преубаво се осеќам. Така сме те начекале во право време кога си во Македонија, затоа што ќе замине во среда, така да имаме доста интересни разговори со тебе кои што нели ќе се одвиваат во продолжение. Би сакала да се ја поздравам и ликовната уметница Лара Ташковска, која што е заедно со нас во Здраво Македонија понеделнички. Лара, многу ми е драго што ја прифативте понудата да дојдете. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, добро најдов, и мене ми е драго што сум тука со вас. Да, и со вас имаме доста интересни разговори, затоа што некако имавте и динамично лето, иако уште е лето, нели уште не е завршено, меѓутоа имате некои работи кои што сакате да ги споделите со нашата публика. И уште една прекрасна дама со која што исто така одамна не сме се виделе, меѓутоа секогаш ми е забавно кога ќе ја видам, затоа што жената се таква полна енергија, позитивна енергија, убава енергија, весела, а нас такви луѓе ни требаат. Ани Малинкова, Ани, добре дојде во Здраво Македонија. Добро те најдов, Јеленче. Како си ти? Very nice. Да, баш ми е драго што е тоа така. Бисарче ќе биде моја колешка во продолжение. Бисара, ја и ти во петокот се разделивме. Да. Понеделникот повторно заедно. Добро утро. Добро утро, Јелена, до тебе. Добро утро до нашите гостинки. Уште еднаш да ве поздравиме. Верувам ќе уживате со нас, кој за прв пат, кој веќе ни го знае студиото. И добро утро за сите вас, драги гледачи, кои што се разбудивте овој понеделник заедно со Јелена. Ви успевте првото кафе, може да го подготвите и второто, и да уживате во нашите женски, ќе кажеме, разговори, бидејќи сите сме дами, како што кажа Јелена, но имаме различни професии, Јелена. Сите три се занимаваат со различни професии, уметнички. Сите се уметнички професии кои ќе размислиме. Да, така ве Значи имаме пејачка, уметница, сликарка и девојка која што шминка, исто влегува во уметност. И тоа е уметност. Зои, како ќе ни ја оцениш денешната шминка? На сите нас дами. Моето подобро не ја оценува. Јас како што сум станала во Пеца Бајле, како сум се нашминкала. За во Пеца Бајле си оди. Ма топ. Да. Нели сега модерно малку. Јас се допаѓам таква како што сум. Ја дури без шминка сакам да одам, ама некој пат нели мораш да се напудриш лево десно, значи овој изглед си го негувам. Ма супер сум. Какви ги има, јас сум супер. Па што да не е така? Ани, чекај, кој најповозрасен сега? Добро. Не знам. Тука некаде сме. Тука некаде, не сакам да кажам, ете вие како двете повозрасни, еве Лара и Јани, сакам да ја прашам, нели како викаат, само прифаќањето доаѓа со годините, нели кога сме помлади се нешто, да ослабам, да се сменам, да се изфарбам, да се нашминкам, да се направам. Меѓутоа некако со текот на годините сваќаш дека не е тоа приоритет. Со губитокот на естрогенот, не со годините. Океј. Кога ќе дојде, не, многу е добро. Јас сега дури си викам зашто нема менопауза на 20 години, например. Затоа што тогаш доаѓаш, се повторно се откриваш себе, односно доаѓаш во спој со себе и знаеш веќе како да го чуваш интегритетот и да не ти влијаат надворешните околности од се околу нас, од Ама искуството си го носи тоа, и со текот на годините, кога си помлад, можеби не си толку многу ментално спремен да го поднесеш светот, мислам дека не
Можда има и Само до вербата тука сигурно клуч. историја. Мислам дека сепак е хемиски процес. Добро, почитувам став, иако не се согласувам 100%, меѓутоа Ани сакам да ја слушнам што ќе Јас каже сум на си тема. истата. Ти ко на 20 години, така? Ани, како го зачува ти тој дух? Мислам, тој позитивен дух. Енергијата моја, најверојатно е енергијата моја. Веруваш во енергија? Да. Па и ние сме енергија. Јас би додала дека животот така ти има начина. Па може и позитивна и животот да си го гледаш светот Да, така. и така сум израсната, мислам, со моите родители, со фамилијата, едноставно, мислам, и таква сум од мала јас, што сум енергична, малце темпераментна повеќе и уште до ден денеска сум таква, истата, Да. не се менјам. Да. И само довербата ми е, значи, таква јака, што едноставно сум таа и не можам да се сменам. Така. Сега, може би ликот вака малце, нели, со тек на годините. Добро, телото да ни се менува, ни старее, сега мене, да да, ја кажеме. малце варирам со килажа, некогаш дебелеам, некогаш слабеам. Многу сум... Кога си под стрес, да не игра тоа улога. Па, може би под стрес, а може би и тоа што сакам да јадам. Обожавам да јадам. Гурман сум. Па добро, така кажи си, не, сега ја имам мака да ославам. Не, жено, кажи дека јадеш. Јадам. Сладко ти е, така? Убаво ми е и благичко и солено све. Па да, па и зашто, мислам, ти одлично Па изгледаш, сега зашто и да се... добро изгледам и сега, али маца сум поправена од претходните години кои што имав некоја килажа, да речеме 65-6 тука некаде, што таа ми е и мислам добрата килажа. Сега малце имам накачено, па не знам, може би самите години како што доаѓаат, сето тоа си го правам. Да, и потешко некако станува со текот на годините да симнеш некој килограм, барем јас така тоа го гледам. Знаеш, кога си помлад некако полесно можеш да варираш, ке каснеш, па нема да каснеш. Океј е. Не можам, морам да јадам. Јас. Добро. Имаме кујна тука да јадеме ли се сега или да одам во фрижидерот да спршам некој јајче? Да, сигурно. Кадракче беше ли гостинка? Како не, 2 пати бев кај не. Што готвеше? Чија семе, нешто со чија семе? И месарката готвеше чија семе? На чија пудинг правевме. Првиот пат. Првиот пат Да видам да не верувам. Чија пудинка, вториот пат правевме, баш тоа беше пред Нова година, божикни колачиња. Ама со карамфилчиња, оние миризливите, знаеш. И која се... Па замири се тука, да не запали кујната. Ја гледам дај ми си ја. беше. Да. Она, дај ова. Ама интересно беше, баш интересно. Добро, значи Зој не била кај Дракче, Блакичко Зој треба да беше ја тоа. викаме, затоа што и Зој е по готвењето. Видов на твоите фотографии, мислам, во вториот дел имам и фотографии кои што ќе ги споделиме со нашите гледачи. Знам дека многу сакаш да си готвиш, сега не знам тоа дали е месо или не знам што, ама се Многу правиш. сакам да месам. Порано јас не сум знаела такво нешто, ама тоа ми е некој неоткрит талент и искрено од кога се пресели во Германија многу месам. И затоа и се Што поправи. месиш, лебови, зелници, кифли? Све. Банички, зашто таму немаме буре кај да се купиме во околина кај нас. Додуша сега имаме во ова место, ама во претходните се сеќавам кога бев трудна 9 месец ја банички месам. Навистина. А рецептите од каде? Рецептите од Инстаграм, никоја жена македонски јадења традиционални прави, сосема случајно го најдов профилот и од кај ние загледав и се прави. И сите се успешни или во канта? Не, Ништо све нема успешно. во ѓевре? Единствен проблем ми е лепча, не знам добро да направам. Само лепчето купи си ми е машина, проблем. машина. Имам све. И пак не ми иска. Ништо пракса. Лепчето не, а кифли друга све знам, да. Па што не донесе нешто да замесиш тука, добро, сега Јас не спремна беше. дојдов од Црна Гора, Нокеска, така што нели не знаев Тоа дали за ќе Дракче, стигнам. дали ќе стигне. Многу рано са бајле кај си, Дракче да. во Може, емисијата. нема никаков проблем. Лара, со готвењето вие како сте? Вие знаеме дека знаете да цртате, Она меѓутоа уметнички готви. Лара беше кај Елена, Дракче. она е уметник, а уметнички готви. Уметнички, што готвевте тогаш? Салата со печен
сладокомпир, цвекло, зелена Гледаш кој е по салатите? рукола и јатки исто, суво овошје, нешто така измешав нешто. Супер, значи се уме. Дали ги, како ви кажат, ги цицкате вака салатите како што во животот знаете многу да сакам да ги направите декорирам. сликата да ја Да. насликате? Сакам да ги декорирам. Дали тоа ви се одразува и на естетиката во животот, например, она кој што го правите, кој што ги сликате, нели, ве се имате посебен талент, нели, за сликање, ќе видиме и фотографии, меѓутоа дали тоа се одразува во животот кој ќе отидете на некое место во главата, сакате тоа да биде убаво, дали гледате спојка на работите во храната, на масата, некако? Да, во некои работи, да, во храна, не секаде кај што ќе одам, како што рече. Да. Она Добро. пошто е уметник, малце по-смирено делува онака Елена. Да, не е како кај нас, ние тука сега да не оставиш сами, ние 6 сати емисија ќе... Јас ти. Јас и ти, вие сте затоа има уметници. други луѓе да не балансираат, пошто јас и ти, жено, не прашуваме. Чекај сега ваму, таму. Да, ајде сега да почнеме од тоа кој што го прави. Ани, ти знаеме дека пееш, Добре. пејачка, имаме хитови, меѓутоа ти работиш и во археолошки музеј, Да. веќе неколку години, не знам колку точно си. 5 години работам. Како ти е во музеј, кажи ми, и што се Убаво, со случува посетители. со музејот кај нас? Националниот музеј археолошкиот е еден од најубавите кои што ја и представува, нели, државата. И јас ги поканувам сите граѓани што се на Македонија да дојдат, да го видат, затоа што има добри артефакти. Значи, јас сум долниот дел во фоајето, каде што доаѓаат посетителите и кои што изјавуваат како се чувствуваат после посетата на музеот и колку е убав. Значи, до сега не сум слушнала критика некоја лоша, значи се е позитивно и преубаво е да се види. Значи, има 2 спрата кои што се наместени од праисториско до сегашно време, што викаме. Да, така буквално секоја ера од Така, од си има живењето своја има. приказна и секој кустос што работи во музеот, тоа сето го објаснува, што е убаво да се види, Да. културно е во секој случај. повеќе странци или повеќе македонци доаѓаат? Странци, така? Значи повеќе странци. Сега оваа година гледам малце поише италијани, шпанци, французи доаѓаат, што е тоа добро за нашата за историја, нашата исто и за нашата да, земја и презадоволни се. Американците исто доаѓаат, мислам делегации исто доаѓаат кои што го посетуваат музеот, али е преубав стварно. Мислам дека лани беше прогласен за еден од најпосетуваните Да, археолошки да. музеи во Македонија. Да. И мислам сега нормално. Идат имаме изложби, често пати се менјаваат изложбите, да речеме во музеот. Дали ќе биде, да речеме сега, е на Кирил Трајковски, фондацијата, која што има добра изложба, исто тоа е наш археолог, но сепак починат човека, кој што стварно има пронајдено наоди во Кожле и има интересни работи. Да речеме Неготинскиот дел, каде што е пронајдено златото, тоа што е исто накитот, има интересни работи. Праисторијата, големата мајка, можам да кажам е еден дел кај што мене најмногу ми се бендисува праисторијата и приказната за големата мајка, како е сето тоа направено, како жените во тогашно време ја направиле од скулптура, жената дека била најмокна и во тој дел они самите правеле скулптури, нели, од глина. И тоа е интересно, имаме и копии кои што се продаваат, нели, во сувенирница. Интересни работи се, во секој случај, римско време, средновековно, паричките што се исто. Да. Вреди да се посети, ете баш убаво кажете, нека биде апел и за сите наши гледачи кои што не биле. Има доста многу закажување што ја не сум сепак кустос сето тоа да го објаснувам. Сепак вие како телевизија ќе дојдете најверојатно сето тоа ќе слушнете од кустоси кои што ќе го кажат и мислам вреди да се посети и да се види што поточно има во музеот на Сара, не сме били ние одамна во археолошки, така? Сум била јас во археолошки, има еден дел не знам за дека деца. се била за снимање, Има и за деца, И за снимање, сум има била и и за приватно деца, сум била. децата некогаш се носат во игротека, долниот дел е има за за деца игротека, намалку, така е. каде што копаат, има направено така еден дел со песок, каде што си копаат, си работат. Мислам,
си цртаат. Си бараат парички Да, во... си бараат парички Па тоа им се доближи на децата Интересно, во секој археологијата, случај, да, а на нивно ниво. да. Бидејќи не би разбрале ако ги прочиташ низ археолошки Да, музеи, ама тоа дело баш за нормално, деца. мало дете од 7 години не би разбрало затоа што сепак не може да сознае што поточно е прикажано во археолошкиот наод. Арно, ама за нив има игротека, каде што може да си работат, да цртаат исто, големата мајка да нацртат со помош на вработени од археолошкиот музеј. Интересно во секој случај. Да, одлично, да. Ќе треба и јас да отидам, јас одамна не сум била. Треба цело да време дојдеш. луѓе доаѓаат зборот, а јас цело време никако да дојдам, така да Ани јас ќе дојдам сигурно следно. Би сакала Зорица да ја прашам, Зорица, знаеме за тебе дека се преселена веќе во Германија, се породи таму или тука, само не сум сигурна таму. Керкичката ти е веќе скоро 2 годинки, колку има? 15 месеци. 15 месеци, како беше името? Марија. Кажи ми, нели, иако не можеме да споредуваме живот Македонија и Германија, меѓутоа баш за време пред да започнеме кажа дека живеете во едно мало местенце, дали е тоа село некаде каде што е навистина преубаво за живот, претпоставувам динамиката е многу помирна и одлична, идеална за фамилиарен живот. Како ти се снајде еве од животот тука, изложен, медиуми, јавна професија, мислам ние те најавме како мејкап артист, некоја која што жена која што навистина се шминка и самата себе, ги шминка и другите, некако не го напушти сето тоа. Сега верувам дека се правиш одличен баланс, меѓутоа се префрли во една сосема различна средина од оваа кај нас во Македонија. Многу различна. На почеток ми беше претешко, искрено, не дека сега не ми е, ама никако како стареам, така се прифаќам и тој мир нема цена, тоа го сватив. Доаѓаме тука и навистина од еднаш цело време мораш тука, скокаш од едно на друго место, а таму животот е сосема поразличен. Многу е посмирено, без разлика дали си ти во поголем град или во помал. Сум живеела и во поголем град каде што и Марија се роди. Да, дефинитивно е многу поубаво и полесно да живееш во поголем град, заради тоа што не треба да палиш кола за се. А сега кај што сме, убаво каже, во мало место, да не речам село, нели селата таму се многу поразлични за разлика од кај нас, но малку е потешко со дете, заради тоа што немаш многу можности каде да го однесеш тоа дете. Пример, немаме игротеки како тука, немаш олеснување, нема многу паркови, но пак имаш колку толку да излезеш и да промениш, да размениш нели комуникација со некоја мајка. А луѓето какви се? За германците знаеме дека се малку... На 3 различни места, 3 различен народ запознав, буквално. Во Зул, во првото место каде што живеевме, беа доста повозрасен народ, каде што не прифаќаше странци. И ние, аусландерите, имавме многу проблеми. Потоа во Ној-Бранденбург беше сосема една друга околина која што навистина беа многу топли, многу смирени, прифаќа, имаше и такви кои што не прифаќа нормално, но заради тоа што тоа место беше студентско место и повеќе беа млади луѓе, повеќе имаше фамилии со дечиња и раздвижено. Мене многу ми се допадна тоа место, а додека сега кај што сме, луѓето се најтопли до сега. И многу се да ти помогнат, што мене тоа ми е многу чудно за германци, искрено. Прв пат имаме толку добри, сега се ежам, толку добри комши кои што навистина ми излегле во таков пресрет. Јас сум мало дете со 2-месечно бебе се селев. Од едно на друго место, значи излегува без проблем да ти помогнат, што и да треба да ти спазарат, да ти го прошетаат куќето, што мене искрено тоа ми е баш чудно. Убаво да слушнаме, зашто имаме предрасуди за германците, дека се ладни, не се дружат, не се дружат, ретки се тие што можеш да се дружиш, не те вика дома, а ти доаѓа дома, тоа е многу интересно. Да, не те вика дома, ретки се стварно. Имаме 3 фамилии што до сега сме отишле кај нив дома, а сите ни дошле на нас дома, пошто ние нели балканци, поготоа македонци, сакаме да си направиме вечера, ручек, нешто да ги викнеш и за нив е тоа све ново. Знаеш кој ќе дојдат и јас сум наместила цела трпеза као, а зашто е ова? Имаме повод? Нека нас е тоа така, да. Секој ден, ние сум гостувале. Има ли македонци во близина? Или може Балкан?
Балканци. Па имаме ние едни балканци кај нас, што се во околина има многу. Во првото место каде што живеевме беа во клубот на таде на мојот сопруг, бидејќи он е ракометар и заради тоа сме ние уствари таму преселени. Во првото место бевме све балканци. Имаше само тројца германци, ние многу се дружевме, многу функциониравме, ама морам да кажам дека и тоа балканското не одговара секогаш. Има поише трачарски моменти. Германци него да, буквално, ама како и да, знаеш кога ќе се преселиш па вака на други места и ти фали па и тоа некогаш. Да. Не можеш да седнеш сега поготово дека скоро цел клуб стана родители, буквално за една година сите станавме родители од првото место и кога се собравме пред 2 месеци, знаеш колку убава енергија нека беше. И сите си викам, леле, зашто сега не сме сите собрани на едно место да си уживаме. А чекај, он во Германија игра, така? Во Германија. Има шанси да смени, например, друга Секогаш земја? има. Имавме ние понуди многу далеко да се селиме, ама не испан... Знаеш како, мене ми е многу проблем сега во моментов за селидби, многу по-другачија размислам од кога добив дете. Морам да ставам се буквално на маса, да видам што ќе добијам, што ќе изгубам. Иако претходно, например, сме го правиле тоа, ама знаеш кога се двајца во прашање, пак ќе се снајдеш, можеш да функционираш. А вака со дете, иако она не оди во градинка, се уште некако не сме за да ја пуштиме, сакам да си, додека сум дома, бидејќи работата ми е од дома, со инфлуенсерство се занимавам најмногу сега, шминката ми е во пауза, додека не се стационирам, заради тоа што не можам да отворам салон сега тука, па после се селам 2 месеци, малце тоа нема смисла, се додека не се стационираме, но да, има шанси, ние стискаме палци да се вратиме во Македонија. Таде многу ја сакам Македонија. И да, многу, он ужива во Македонија. Зоја, јас се сеќавам дека ти запее една или снимаше? Не, порано ја. Снимаше, нели? Зоја е жена со многу таленти. Мала. Да, ја музиката ми беше моја прва љубов, тоа имам завршено музичко, да. Средно музичко, ама некако се тоа го пораснав. Знаеш, и се си се менуваше и стално кога ми речат па менуваш професија. Не, јас сум во уметноста, само што се пронаоѓам и не е проблем да се пронајдеш во повише работи да те бива. Тоа е многу окей. Само што треба да знаеш што сакаш од животот и не треба да се срамиш и не треба да се што ќе кажат другите. Баш ми е гајле што ќе кажат другите. Што ќе кажам јас? Јас како се чувствувам во мојата кожа затоа што еден живот имаме. Јас кога ќе почнам да зборам нема крај. Имаме носиме. Само така, тоа и така такви луѓе треба да има за да пренесат порака на другите луѓе, затоа што нели сите сме различни. Сега некој можеби има самодоверба, некој што не гледа, нема толку самодоверба и му делуваат. Да. Јас немав, јас имам супер што си го пораснала. Да, јас со секое ново мое истражување во самата себе јас раснам. Не само со професија, раснеш со животот што нели ни носи, што се случува, како се случува, поготоа па од кога станав мајка, тотално другачија гледам на животот и стварно сум среќна и горда за тоа. Ако сме кај самодовербата, јас на мој некој си 20-тина години ја изгубив скроз. Кога почна сега ме спомна дека ние многу одамна со тебе се знаеме уште деца што бевме, снимавме за една друга телевизија, една емисија и се сеќавам колку се беше поразлично, сега тоа ми како во магла, ама не сме биле ни јас истата жена, ни ти истата жена денеска, што си и сега. Ти си истата, да ти кажам искрено. Ти си таква, жива. Ја бев многу повлечена порано. Немав самодоверба. Јас немав. Да, сега е скроз различно. Заради тоа што имав проблеми, имав проблеми многу со акните и мене тука многу ме имаше срозано затоа што знаеш, едноставно не се прифаќаш затоа што преку ноќ ти се појавува некоја промена која што ти не можеш ни да си помогнеш на сам себе. Тоа е многу голем процес, ама фалам на Господ со многу работа на себе, со многу поддршка од моите најблиски. Јас денеска сум многу посилна и многу ми е драго што ја имам таа моќ да можам да им пружам прилика и шанса на сите жени кои што се борат со некој проблем да се осеќаат убаво во своја кожа и да знаат дека се е тоа пролазно. Да, нема ништо побаво од тоа, секоја често си го надминала тоа и што ете денеска помагаш преку социјалните мрежи на многу луѓе кои што го имаат тој проблем. Лара, не остави ти вака со уметници од другата бранша тука да збориме и
нема крај. Во си зборувате. Не, секако, она кој што е доста фасцинантно за вас, кој што го прочита во едно интервју додека се подготвува, вие имате кажано дека вие имате пораснато со некоја многу страшна фотографија во вашиот слика, во вашиот дом и баш кажавте дека децата кога растат, нели растат во убави собички на китени розеви панделки, а вие сте имале некој чудовиште во собата и тоа за вас било нормално во текот на целиот живот. Требаше да ја пратам да ја видат гледачите, затоа што не се објаснува. Да, затоа што вие сте трета генерација, мислам и вашиот татко е уметник, и вашиот дедо. Ристо беше? Не. Ристо Ристовски. Ристо Ристовски, да не го сгрешам. Значи, за вас е нормално сето тоа вие да растете со најразлични... Со чудовиште со 5 очи да гледам. Кој го нацрта чудовиштето, таткото или дедото? Да, татко ми. Таа слика е 3 метра на 2 метра голема слика и цел зид зафаќа и нема каде да се, нели, да се чува. И во вашата соба и тие големите во мојата детска соба над креветот. Огромно чудовиште со 5 очи, со разни такви гарди работи. Мене ме интересира и да, како го гледаше како мала кога го црташе. Ти беше страв? Ама кој те прашува? На времето немаше. Да, со други времења. Не сме Gen X, што вика. Да, што ќе ти стават во соба, тоа е. Ти си ќе се снаоѓаш да го надминеш тоа, да. Но психолошки тоа сигурно и делувало на вас на многу различни начини. Сега не можам да навлегувам јас во психологијата, меѓутоа сигурно тоа ви вродило и некоја желба да направите можеби некоја промена во сликањето или па да сликате нешто друго, не знам. Бев многу мала сега, стварно тие се мали години, ама тоа подсвесно веќе делува. Да, тоа сакам да кажам, го гледате. Тоа што се го носам ја се го не дека тоа нешто предизвикало некаква промена, туку кога човек си се работи на себе и сака да манифестира својата природа нормално. Така. И така се го наоѓа својот пат. Така, бесмислено е да прашам од кого наследивте, затоа што вие сте премногу уметност имате ли во вашата фамилија, меѓутоа сакам да кажам за стиловите. Колку сте различни од вашиот татко и од вашиот дедо? Да, дедо ми, например, беше наивец, наивно сликарство. Работеше и тоа е различно таков еден описен пристап и он немаше професионално образование, него беше самоук. И тој стил го негуваше. Во однос на стиловите е многу смешно. Мојот професор, например, на факултет, кога првиот ден кога дојдовме на факултет и се запознаваме и вика ја овде не можам ништо да ве научам и нема ништо да ве научам и ние сега чекаме, гледаме што сме дошли. Што мајка бараме тук? Да. Во смисла, вие ако сте отворени, ако сакате да учите и да примате, да работите на себе, ќе научите. Ако не, ништо. А и тоа, ама после 4 години, последен ден, и седнуваме сега и да се поздравиме, и вика, сега заборавете све што сте научила. Аман човече, 4 години помина. И тоа е класика во ликовно образование, на крај ќе ти кажат, сега, затоа што образованието односно ликовното образование, се работи со копирање, односно гледање по мртва природа, по жив модел, по портрет се работи по гледање, акт, нели, така се учат ликовните вештини. Така. И потоа треба се да заборавиш тоа и да почнеш да се бараш себе. Својот пристап. Сега на други факултети по принцип треба последната година да е таква, да е или некоја специализација или магистарски, каде што веќе почнуваш да забораваш на тоа што си научил и колку е флуидна таа уметност, колку постојано нешто менуваш, колку, например, еве, вашите фотографии се разликуваат од, сега не можам да кажам од прва до последна, меѓутоа, да, тој е стилот, меѓутоа, колку се различни делата едни од други, вака кога вие ќе ги погледнете со вашите уметнички очи? Делата може да бидат различни и темата може да биде различна, но ракописот не може да го менува човек. На крај пак излезе своето. Како со пишување исто. Ракописот тешко се менува, мора свесно да се смени. Ракописот во смисла на начинот на движење на четката, на моливот, тоа во таа смисла. А темата може да биде најразлична. Да. Кога се вратив од Америка, неколку години работев кај татко ми во ателието, пошто моето го изнајмував и тогаш
во едно ателје и заедно работевме и се мешаме, нели, он ќе ми каже ова тргни го, ова направи го, вака ја на него. Аха. И може да лича и сега, нели, за да не личи треба да се исто како Морам да го сменам завршив- ателието да не сум кај татко ми. Кога заврши факултет, Танас Лудовски ми беше професор и он беше хиперреалиста. И секогаш, нели, начинот на кој што не учеше, без многу боја, минималистички стил со валер, акцент на валер, на тонската скала. И на крај ја почнав такви слики да правам како него. Па после нели треба одредено време да помине за да се најдеш себе, за да што јас сакам, што. И сега зборуваме за Че се е процес тоа. зборуваме кога немаше интернет, немаше. Сега им е лесно, младите доаѓаат, деца доаѓаат кај мене. Од YouTube, од Instagram, Pinterest, многу е полесно и брзо и да се менува стил и да се најде свој стил. Тоа беше поразлично. Она најклише прашање од каде бараш инспирација во ред, меѓутоа јас би сакала да го реформулирам малку прашањето, кое е според вас е можеби најчудното нешто од каде што сте исцрпеле инспирација, најневообичаеното место, случка, настан, лик кој што ви инспирирала да направите некое дело? Сега за случка не знам сега, тоа многу далеко морам да одам, ама најинтересно нешто во последно време што работам е што ја истражувам антропозовската уметност и тој начин на работа. И тоа е нешто што баш ми е многу поразлично од се до сега што знаев и што учев. На специализација сум и така ги работам, ги учам работите, се работи за не да се гледа, да се пренесува тоа што се гледа, Така? како што обично уметниците прават, нели, гледа и го пренесува. Туку напротив, фокусот е на гледање, односно обидување да се пронајдат формативните сили кои што влијаат предметот или нештото да се формира. Споминавте дека работите и со деца. Да. Имате ателје каде што имате работилници. Да. Што ги учите децата? Дали да го Па зависи од препознаат? возраста. Помалите деца повеќе со игра, со разни некои проекти. Меѓутоа пак јас сакам по-професионално да ги насочам и од помали доста работиме со цртање мртва природа, портрети, визирање. Имам и тинеџерска група и возрастни. Така. Колку важи она правилото дека можеби 1% е талент, а 99% работа? Дали го има тоа уметност? Да. Па да, работа и талентот, да, не е толку битен. Битна е работа и се учи. Се учат, ликовните вештини се учи, цртањето, викаат математика. Се мерат, работите се пренесуваат, не цртаме од око, туку има методи како се пренесува, значи не работиме ништо од око. Така. Може ли И возрастен така после долги години или во средовечните години да открие дека имал талент за сликање, а можеби никој не обрнал внимание Тие како се дете? најчесто такви ми доаѓаат што не им дозволиле да сликаат. студираат ликовна и А имале може желба нешто во Имале многу себе желба. и се сакат да го и сега, откријат тоа. да, или во пензионерски денови или по-млади, додека уште немаат семејства и деца, или па веќе кога децата ќе им се веќе големи И се наоѓаат ново хоби. Па да, односно да се супер. исполнат себе. Да, супер. Ани, кој е твое хоби, вака, освен пеење и освен јадење? Што сакаш друго да правиш, Ама тоа кажи? што ќе ми дојде, тогаш одма земам платно, одма штрапам нешто абстракција. Така. Ама тоа ти е како медитација, ти Медитација. исфрлаш Да. нешто од Слушам себе. музика, цртам нешто, шљакам така со боите. Ма добро се занимаваш нешто и тоа е уметност. Да. Како не? Со акрил. Тоа е најбитната Да, и работа дома да си ги човек да- имам стаено така сликички мои кои што фамилиарно се ги имаме дома. На мајка ми давам. Големата мајка ја цртав, пошто ми беше инспирација, многу ми беше интересна и приказната за праисторијата во археолошкиот музеј. И големата мајка ја нацртав златна.
ја направив златна, затоа што има една трудна е, друга некоја се расправа, друга некоја збори, знаеш, би дојде као приказна и ја ги нацртав. И гледаш што не сме заедно, ми камо фотографија, ти си пратила фотографија од тебе од големата мајка, кај фотографија сега да видиме. Леле, фотографија. Јави се дома да ја пратат, жити се, да видам ја што е ова сега. Да. Твоите способности. Моите способности. А Зои, да. хоби, освен шминкање и готвење, еве да кажеме? Чување дета. Па не знам дали сум Играње со бројва хоби. Искрено, јас многу сакав уште од дете да цртам. Тоа ми беше... Леле сите уметници и Лара се погодија, значи само јас сум антиталентирана. После кај Лара да цртам. Да видите Не, што е како е. Дека вие се зборувате, си Ни, она се црта во моментот. Не, стварно така сум ми даде сакала. инспирација. Ето. Не знам зошто. Да. Енергијата така, Енергијата е таква, да. Леле, само ја Земи антиталент. си пенкалци и ти Не, јас уште, знаеш, во школа кога ќе ти кажат нацртај сонце и Ако да, сонцето е па во и- триаголник, во точно тука и тоа е сонцето со... И тоа е црташ? Јас сум најголем антиталент за цртање. Значи јас да дојдам кај вас, порно да не доаѓам. Мислам, еве Бисера ќе ја пратиме, јас не. Ама еве и Зои имала талент Да, за сакам да цртам, поготово да гледам, не знам, Дизни ликови и да ги гледам и да ги цртам. Тоа ми е нешто многу ме смирува. Тоа стварно ептен си го сакам, исто така многу сакам да монтирам видеа. Затоа и на YouTube се врати. Еве монтажер. Ќе направиме овде една кратка пауза за реклами и се враќаме за кратко, останете заедно со нас.